Добар ден, драги ученици. Јас сум наставничка Елизабета Милева Бакија од Основното училиште Војдан Чернедрински. На овој видео час по македонски јазик за пето оделение ќе анализираме песната Чуден читател од Киро Доне. Сите вие сигурно се прашувате каков е тој чуден читател, но најнапред јас ве прашувам какви читатели сте вие. Сигурно сега се замислувате и си велите: јас читам брзо. Некој ќе каже јас читам бавно. Некој ќе си каже јас читам сам. Некој пак чита со разбирање. Чита само дневен печат. Чита и се внесува во случките од прочитаното дело. Секој прочитано дело го прераскажува на своите другарчиња. Да видиме каков е овој чуден читател. На една глувчешка селска свадба еден градски глушец гост се фалел дека тој во градот никогаш не држи пост. Наутро јадам, рекол тој, по 4 мачки во боја, на ручек по 2 слона, една зебра и 3 ноја. Навечер, за лесно да спијам, јадам само по 1 кит. Редовно си јадам и пијам и постојано сум сит. Зинале гостите од чудо. Зарем е можно, лажеш? Сето тоа, каде го наоѓаш, можеш да ни кажеш? О, веднаш. Гостинот рекол, сукајки го мустакот сив. Резерви си имам со Тони, ки имам, дури сум жив. Јас живеам во библиотека, меѓу книжишта ред, и си јадам од она што е најсладко на овој свет. Се надевам дека ви се допадна песната додека ја читав. Зашто ни пишува писателот во песната? Сите вие сега размислувате. Писателот ни пишува за едно глувче кое било фалбаџија, кое се фалело дека постојано се храни со големи животни како што се слонот, китот, нојот, зебрата и дека никогаш не е гладна. Тоа можеме да видиме дека глувчето сакало да биде фалбаџија во центар на внимание, сите да бидат околу него. Што мислите, зошто бил постојано сит и никогаш не држал пост? Вели дека постојано јадал, дека има храна со Тони. А каде ја наоѓал таа храна? Најверојатно од местото каде што живеел, бидејќи самото тоа си кажува дека живее во библиотека, а библиотеката е место каде што има многу книги. Луѓето одат да се земат книга за да читаат. Така и ова глувче живеело помеѓу полиците со книгите. Сега сигурно прашувате што читало ова глувче, кога тоа не знае да чита. И како читало глувчето? Глувчето читало на оној начин што поминувало по полиците, ги разгледувало книгите и си грицкало од страниците на сите книги. Ајде да видиме што сака да ни каже писателот со стиховите. И си јадам од она што е најсладко на овој свет. Што мислите, што е најсладко на овој свет? Најсладко на светот е убавиот збор, кажаниот збор, кажаната мисла, или пак напишаната мисла и напишаниот збор. А вели, резерви си имам со Тони, ќе имам, дури сум жив. Тоа е бидејќи секогаш во библиотеката има нови книги и секогаш се збогатува фондот на книгите. И затоа тој секогаш ќе има книги од каде што може да се храни со пишаниот збор, односно со сликите што ги гледа, бидејќи знаеме дека глувчето не може да чита. Сега да видиме. Според содржината, додека ја читавме, сигурно некој од вас и се насме, бидејќи знаеме дека едно глувче не може ниту да чита, ниту може да изеде толкави животни. Сега, кога во ваквите песни има многу хумористични елементи, односно, тие не развеселуваат, не тера да се смееме, не прават ведри и расположени, ваквите песни ги нарекуваме хумористични песни. Сега да се подсетиме. Секогаш песната е
напишана во стихови. Стихот е еден ред од песната. А пак, кога ќе собереме повеќе стихови на едно место, ја создаваме строфата. Во оваа песна можеме да забележиме дека имаме една строфа, две строфи, 3, 4, 5, 6 строфи. Во секоја строфа имаме по 1, 2, 3, 4 стиха. Сега, кај песната, за да биде убава и лесна за читање, секогаш на крајот од секој стих, последниот збор или на повеќе стихови, можеме да забележиме дека некои зборови гласовно се совпаѓаат и тоа се нарекува рима. Во првата строфа римата е кај зборовите гост, пост. Во втората строфа римата е кај зборовите боја, ноја и така натаму. Вие за домашна задача ќе имате да ги одговорите следниве прашања и потоа самостојно да смислите по една песна која е хумористична песна на тема што сами ќе си ја зададете.